Добро вечер, Дневник на Канал Плюс телевизија, а на самиот почеток да проследиме кој настани го одбележа овој четврток, 24 декември. На самиот почеток на 2016 година се очекува владата да подпише договор со 8 компании кои ќе инвестираат во Македонија и ќе отворат над 1500 работни места. Среде зима на истокот има шумски пожари. Најголема одговорност за шумските пожари во зима се ловџиите, кои во шумите палат оган за да се загреат, велат пожарникарите. Ловните здруженија имаат потреба од поголема поддршка и бенефит од Ловечката федерација во Македонија. – 2016 година ќе започне со нови инвестиции и нови проекти. Премиерот Никола Груевски денес најави дека до средината на јануари владата се очекува да подпише договор со 8 компании кои ќе инвестираат во Македонија и ќе отворат над 1500 работни места. Од 1 јануари е предвидено изголемување на минималната плата во сите дејности. Според најавата на премиерот Никола Груевски, 2016 година ќе започне со достојни проекти кои се од големо значење. Премиерот во своето гостување во вестите на Сител најави дека од средината на јануари владата се очекува да подпише договор со 8 компании кои ќе инвестираат во Македонија и ќе отворат над 1500 работни места. Две од нив се македонски, се првите вакви компании кои ќе инвестираат во ТИРС зоните. Првата македонска компанија која ќе инвестира во ТИРС Бунарџик нема никаков странски капитал и ќе произведува автомобилски делови. Во фабриката која ќе ја градат ќе се отворат 200 работни места. Втората исто така македонска компанија ќе произведува делови за електроника и ќе вработи 300 лица, од кои 100 во првата година. До 15 јануари следуваат уште неколку странски компании. Следната странска компанија од Калифорнија ќе се занимава со производство на софтвер. Инвестицијата е околу 13,5 милиони евра и ќе отвори нови 250 работни места. Следуваат две германски компании, едната за изработка на лед светилки која ќе вработи 200 лица, а втората од областа на автомобилската индустрија ќе инвестира во прилеп и ќе отвори 150 работни места, истакна премиерот Груевски. Додавајќи дека завршени се и преговорите со турска компанија која ќе отвори 250 работни места во Битола, а подпишување на договор до 15 јануари се предвидува и со германска компанија во делот на машинската индустрија, која планира да отвори фабрика за машински делови, електромотори, CMC машини и Центар за истражување и развој. Нова не се единствените проекти кои се предвидени за стартот на годината. Предвидено е зголемување на платите на лекарите во итната медицинска помош за над 11% или околу 2700 денари повеќе отколку сегашната плата. Потоа лекарите специјалисти во здравствените домови, лекарите специјалисти во центрите за јавно здравје и фармацевтите специјалисти. Последните две категории ќе имаат зголемување за 14,5% зголемување на плата, или околу 4000 денари ќе представува нивното зголемување на сегашната плата. Според премиерот ќе се реализира и ветувањето за минималната плата и од јануари нејзиниот износ ќе се зголеми од 9590 денари на 10080 денари. И тоа во сите индустрии, освен во текстилната и кожарската, каде што ќе се зголеми од 8050 на 9000 денари. Скоро 1000 денари зголемување на минималната плата. А во тие две дејности до 2018 година ќе се изедначи со минималната плата на другите дејности до 10.080, како што впрочем е предвидено и во програмата. Значи од 1 јануари се зголемува минималната плата во сите дејности, унака како што е ветено во нашата програма, истакна премиерот Груевски. Привршува реновирањето на дел од лекарските ординации во Штипскиот медицински центар. На почетокот на 2016 година во план е темелна реконструкција на болничката кујна, но и физикалната терапија во Бања Кежовица. Идната година најголем проект за здравството во источниот регион е изградбата на нова клиничка болница во Штип.
Реконструкцијата и реновирањето на амбулантниот и административниот дел во здравствениот дом Штип е во завршна фаза. Со овој проект предвидено е замена на подот, врати и прозори, целосна обнова на електричната инсталација и поставување ново осветлување. Целата инвестиција е во вредност од 2,5 милиони денари. Значи, отприлика има 24 простори кои се реконструираат. Се вади старата мушама и се ставаат плочки. Потоа обелување на истите простори, замена на отприлика 24 прозори, поставување на алуминиумска врата која ќе ги оддели амбулантите од влезниот дел во здравниот дом, поставување на столици нови и промена на електриката. Освен во здравствениот дом во 2016 година во план е да се реновира болничката кујна и физикалната терапија. После новогодишните празници и по завршување на тендерот да се реновира и комплетно реконструира болничката кујна. А потоа по завршување на овој проект се планира реновирање на физикална терапија, односно на дел, само оној дел каде што пациентите им се пружа здравствена заштита, тоа се амбулантите во физикална терапија и постојниот базен. Она што ќе ја одбележи новата 2016 година на здравствен план е изградбата на новата клиничка болница во Штип, која ќе биде од големо значење за сите граѓани од источниот регион. Годината што изминува од страна на кочанските земјоделци се цени како година со квалитетен род и солидни приноси во најголем дел од земјоделските култури. Следејќи ги потребите на пазарот, многу земјоделци се ориентираат кон органското земјоделство. Ако се спореди со некои претходни години, оваа може да биде солидна оценка кога се во прашање производството на зеленчук па и на другите култури. Земјоделците велат дека берикетот во 2015 година бил надпросечен, а цените кои беа постигнати на пазарот на мало и во откупот достигнаа задоволително ниво. Па имаше добар род, се убаво. Па гледа, сега уште нема снегове, нема јаки мразове, кој може да си посаде, може да биде, леле. Добра е, само некако со цените малку неарна работа. Мислам Орис, ова е Орис, ова е Андреа. Прва класа го зима 48 дена. Толку, а арпата 15 дена. 5 динара го дам, може да продам 5 кила. Произведува маруле, магданоз, целер, спанач и многу ретруира, лук, кроми. Следејќи ги потребите на пазарот, многу нови земјоделци се определуваат за органско производство без примена на пестициди и вештачки ѓубрива. И во такви услови не го кријат задоволството од резултатите и од приходите. Имаме органско производство, тоа значи производство со како резултат на органско ѓубриво употребено, не третирано, не прскано, без пестициди, со чиста вода за полевање од 10 метра сопствен систем за полевање и сме горди со тоа што на Кочанчини може да ја понудиме органско производство. Во зимската сезона мошне барани се планинските чаеви, за кои понудата е се поголема. Оставу го повеќе и у дворот ги имаше, ги спроведуваме. Купуват, има промет, има, додаваме до нас. Задоволни сте, па се повтарат, па довагат, па си зимат повторно. Благодарни сме многу и дава мир гратис. Иако ова е предпоследен пазар за оваа година, сепак раздвиженоста и прометот не беа на некое повисоко ниво. Граѓаните главно купуваа зелени салати, спанак и други градинарски производи, иако раце треја и продавачите на јужно овошје. Државниот испитен центар утре ќе ги објави прашањата за екстерно тестирање за учениците од завршните години на средното образование на веб страницата Прашање екстерно. Објавениот базен со прашање ќе содржи повеќе од 85.000 прашања. Базата е освежена со 20% нови прашања. Во следните 2 недели, поточно од 8 јануари 2016 година, јавноста ќе може да остава коментари за конкретните прашања. Прашањата за кои ќе има владини и конструктивни коментари, валидни и конструктивни коментари ќе бидат соодветно коригирани, соопшти Државниот испитен центар, кој воедно ги повикува сите засегнати страни да се вклучат во проверка на прашањата за да се прочисти и да се подобри квалитетот на базата на прашања. Дарување
Дарувајте со срце за дневниот центар. Вака е насловена иницијативата на Советот на општина Делчево, со која се бара поддршка од невладиниот сектор и граѓаните да помогнат во обезбедување парични средства за ново возило во дневниот центар за лицата со посебни потреби во Делчево. Дарувајте со срце во дневниот центар. Ова е пораката која денес ја упатија лицата со посебни потреби од Делчево, а како продолжение на иницијативата на Советот на општина Делчево, иницијатива која има за цел донирање средства за ново возило за потребните на дневниот центар во Делчево. За прв пат покренуваме ваква поголема иницијатива за обезбедување на посовремено возило, возило кое што ги задоволи потребите на нашите корисници, бидејќи досегашното возило е во позастарена состојба, истото, значи веќе не може да се користи. Заради таа потреба, значи доставивме иницијатива да се обезбеди ново возило со кое ќе биде адаптирано, значи, на потребите на нашите корисници. Она што сакам да го потенцирам во овој момент е дека Делчево е време да дарува. Да дарува со срце за децата од дневниот центар, со тоа сите институции, фирми, организации, невладини и поединци ќе ја покажат својата општествена одговорност. За да биде акцијата подигната на повисоко ниво, во истата, освен советниците од двете политички партии, се вклучени и невладините организации. Невладината организација КХАМО Делчево отвори посебна жиросметка на која освен за возилото може да се донира и за оние лица на кои помошта им е најпотребна. Со отварањето на оваа жиросметка ги повикуваме сите хумани луѓе. Знаеме дека живееме во едно сложено социјекономско обкружување, меѓутоа можеме да кажеме дека секој денар ќе отиде на право место. Ги повикуваме сите заинтересирани граѓани кои што се солидарни, кои го почитуваат своето дете и детето на другиот човек да помогнат во оваа хумана акција која што можеме да кажеме дека ќе биде транспарентна, одржлива и ќе даде видлив продукт од кој ќе има бенефит целата општина Делчево. Денешниот ден воедно беше искористен за организирање на овогодишна забава за лицата кои престојуваат во дневниот центар за лица со посебни потреби. Ке играме тука, ке се веселиме и ке славиме нова година. Инаку, откажувајќи се од еден свој паушал, први во оваа акција се вклучија советниците при Советот на општина Делчево. Планините во источниот регион и во сред зима не се имуни на пожари. Вчера околу Пладне забележан е пожар на планината Осогово во село Горна Цера на место викано Китка. Пожарот кој зафатил ниско стеблеста шума на површина од околу 3 хектари е локализиран во 17 часот од страна на противпожарната единица на Македонска каменица. Вчера пожар избувна и на планината Пониква под врвот Руен. Околу 17 часот и 30 минути со пламен била зафатена ниско стеблеста шума и неколку хектари со бука. Пожарот е локализиран по интервенција на противпожарната единица од Кочани. Според пожарникарите, единствена причина за шумски пожари во зима е човечкиот фактор. Товарно возило утринава усмрти 17 овци на стариот регионален пат Штип-Велес. Според портпаролот на СВР Штип Гордана Панајотова, несреќата се случила на патот меѓу селата Тричешми и Кадрифаково. Во несреќата нема повредени луѓе, но оваа делница слични несреќи се имаат случувано и порано. Во 2010 година во слична сообраќајна несреќа угинале 30, а во 2011 11 овци. Денес во Виница заседаваше Ловечката федерација на Македонија. Се дискутираше за повеќе теми, меѓу кои барањето за учество во креирањето на законската регулатива за ловство. Ловните здруженија бараат поголема поддршка и бенефити од федерацијата, но и активно учество во креирањето на законската регулатива за ловството во Македонија. Се уплаќаат огромни суми за концесии, но за возврат ништо не добиваат. Токму дел од тие прашања се најдоа на дневен ред на управниот одбор на Ловечката федерација на Македонија, која денес заседаваше во Виница. Ниво на држава, значи, има 75 концесионери, од кои скоро 50 се членки на федерацијата. Значи, тука се работи за ловните друштва, односно здружение, и се работи за концесионери со економски разбор. Значи, оние се приватни фирми кои што земаат концесии за крупен дивеч, кои што можат да стопресуваат. Значи, придонесот од страна на ловечките здруженија е голем во федерацијата
и тенденција на Ловечката федерација да се зачува традиционалниот лов. Голем бенефит има, пошто се собира доста средства, финансиски средства, меѓутоа за жал не враќа на концесионерите ниту ден. Значи, едно од точките, тоа би било сега, имаме ние 70 години, 2016 од каква е формирана Ловечката федерација, едно од точките ќе бидат тие на средства, финансиски средства, кои што треба да бидат повртни на самите здруженија. Бенефит како здружение се уште не го добиваме од Ловечката федерација на Македонија, веќе се подобрува оваа соработка со измените на нов председател на Ловечката федерација на Македонија и мислам дека во наредниот период ќе имаме поголема соработка, а моментално и во претходниот период немавме никаква помош од Ловечката федерација. А каков дивеч има на терените во Македонија низ кој се движат 20.000 ловџи во екот на ловната сезона? Има ниски и високи ловишта. Ниските ловишта заекот се намалува и ребицата се намалува. Меѓутоа тоа се актуелни се оние климатски промени, нели, ипак фактори и човек, значи разни пестициди, ораници, монокултури, кај што тоа се случува за да имаме помор или да го снемува дивечот, поготово полезниот дивеч. Меѓутоа имаме тенденција на дивата свиња, кај што е пренаселена и срнскиот дивеч, и така да самите ловџи, меѓутоа имаме и фазански дивеч, кај што правиме самите волиери и пуштаме за лов, така да. Али целта ми беше да на дивечот не е и федерацијата и сите ловни друштва не се стремат прво за отстрел, него имаш тука заштита, одгледување на дивечот, па третата работа е отстрел и тоа е санитарен отстрел, значи не е кој как не взема пушка да пука, меѓутоа ние имаме доста разбирање и со сите еколошки друштва, заштита на животната средина и така натаму. Значи дивечот ќе гледаме да го заштитиме, имаме доста размножувалишта и затоа е тенденцијата и затоа постои федерација. Виничкото здружение Бел Камен, кој беше домаќин на денешната средба, успешно ја завршува и оваа година со подмирена концесија и релативно квалитетна ловна сезона, во која рекреација наоѓаат околу 250 активни членови. Властите на Сараево донесоа одлука за прекин на наставата во сите основни и средни училишта во главниот град на Босна и Херцеговина, одговарајќи на критиките на граѓаните и еколошките здруженија поради нивниот пасивен однос кон се поголемото загадување на воздухот. Причината за запирање на наставата е податокот дека е зголемена загаденоста на воздухот во подолг период, според некои информации најдолго во последните децении, и дека таа предизвикала здравствени проблеми кај поголем број деца, што со оваа мерка ќе се направи обид да се стабилизира. Концентрацијата во воздухот била поголема 300 микрограми на квадратен метар. Во Европската Унија оваа граница е 25 микрограми. 25 лица загина, а 107 се повредени во пожар што избухна во болница во Саудиска Арабија. Пожарот во градската болница во Џаза избухнал на првиот кат каде се породилното и одделението за интензивна нега. За сега не се познати причините за пожарот. Американскиот милиардер Доналд Трамп за републиканската председателска кандидатура за изборите во 2016 во најновите анкети ги остави значително зад себе своите ривали. Според анкетата која ја спроведува CNN и RDC, меѓу гласачите Трамп од републиканците води со 39% поддршка, додека сенаторот Тед Круз е на второ место во 18%. Трамп по однос на анкетите од ноември доби 2% поддршка, што покажува дека неговите контраверзни изјави не нанеле штета. Најдобриот македонски ракометар Кирил Лазаров е прогласен за најдобар македонски спортист во странство во изборот според Агенцијата за млади и спорт. Лазаров признанието го доби на централната манифестација која се одржа вчера вечер во Македонскиот народен театар во Скопје.
Оваа година беше одлична година за мене. Станав европски првак со Барселона и го развеев македонското знаме во Келн. Со репрезентацијата направивме голема работа на мундијалот во Катар. Стигнавме на чекор до олимписки квалификации. Критиките уште повеќе не мотивираат, па сега мислам дека сме многу поподготвени. Одиме во Полска со големи мотиви, рече нашиот неуспешен спортист во странство Кирил Лазаров. Останатите добитници на признанијата по категории се: најдобар спортист за 2015 година е прогласен Евгений Попацев во пливање. Најдобра спортистка за 2015 е Стефани Тодорова во кикбокс. Најуспешна спортска федерација е прогласена Ракометната федерација на Македонија. Најдобар тренер Жарко Ристовски во одбојка. Најдобар машки национален тим е ракометната репрезентација. Најдобар женски национален тим е карате тимот. Најуспешен спортист со инвалидитет е Андреј Стојановски во пливање и најдобар млад спортист е Филип Талевски, ракомет. Општина Штип упатува повик до спортските клубови и спортските работници да достават пријава за избор на спортист за 2015 година во категориите пионери, кадети, младинци и сениори. Општина Штип упатува јавен повик до спортските клубови и спортските работници да достават пријави за избор на спортист за 2015 година. До спортските клубови и спортските медиуми се доставени пријави и критериуми за избор на најдобар спортист во категориите пионери, кадети, младинци и сениори. Пријавите да се достават најдосно до 15.1.2016 година, тоа е петок, до Комисијата за спорт во Општина Штип. Пријавите кои што ќе се достават по 15 јануари 2016 година нема да бидат предмет на разгледување. Според критериумите, спортистот сите постигнати резултати да ги постигнал како член на клуб од Штип. За рангирање на спортистите во предвид се зема и најдобриот резултат во 2015 година. Како дел од критериумите, предност имаат спортистите во апсолутна категорија. Ова беа сите содржини за ова издание на Дневникот. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер.